се роѓена на Олимпискиот стадион во Севилја, каде што е сместена дел од македонската експедиција, каде што сме и самите ние сместени. Во моментов со нас е тренерот на голманите на македонската репрезентација, господинот Зоран Петковски, и убеден сум дека ќе успееме да земеме ексклузивно интервју од него на еден друг начин, а не на оној кој што за жал се случува во нашата јавност. Значи, го гледаме спортскиот аспект, ќе гледаме спортската страна и ќе го прашаме господинот Зоран Петковски најпрво од 15 до 4 денеска се соочуваме со сефтето на македонската репрезентација со репрезентацијата на Чиле. Најпрво ме интересира дали имате информации во каков состав доаѓа Чиле, имаат ли играчи кои што играат во Европа, има ли можност Чиле на некој начин да ни изненади денеска? Добро. Јас благодарам на оваа покана, иако на неколку часа пред надпреварот не сме во кондиција да даваме изјави, но за Димитар Батев, кој е еден мој соиграч поранешен од Вардар, најдовме и слободно време да го испоштуваме и да дадеме на кратки изјави. За денешниот надпревар што би кажал да Чиле имаме материјали, нормално, ние сме тука оваа година на едно повисоко ниво, значи се одработуваат сите надпревари и јас и Доне Бошковски и една странска агенција која ни помага во анализирање и обработка на противничките екипи. Вие важите за една лабораторија, така наречена, која што ги испитува репрезентациите и го одредува најверојатно и тактиката. Так. Ние сме тука да извадиме изсечоци и да скенираме оно што треба да го видиме и да го презентираме на нашите играчи, да бидат спремни, припремни за оно што ги чека на денешниот дуел и на сите надпревари понатака во групата и се надеваме во осмина финалето, четвртфиналето и полуфиналето. Чиле не е непознаница за нас, имаме неколку видеоматеријали што ги одиграа нивните надпревари пред 10 дена. Мора да кажам дека она што го видовме за нас како стартна екипа може да кажеме слободно дека сме фаворити, апсолутни фаворити, дека Чиле не е лоша екипа, има такмичарски дух, дека и кога губат со 10 на гола разлика, они играат на едно ниво, високо ниво, во рамки на своите можности, значи не се екипа која вадат бело знаме и се предаваат. И треба навистина денеска добро да го отвориме овој шампионат, добро да ги натопиме нашите државни маечки, така што да покажеме на убава игра, блескава игра и се надевам на еден сигурен и победа во стартниот надпревар. Одврна тврдам дека спроти сето она што се случува, колку што може да видиме на интернет порталите и во македонската јавност, сакам јавно од оваа позиција да ги честитам на македонските репрезентативци најпрви за ентузијазмот и за својата и позитивната енергија за која што влијат. Значи, верувате, сето тоа што се случуваше во изминатите 2 дена од кога сме пристигнати тука и сето она што се случува во интернет порталите, за жал ќе повторам, меѓу нас македонците во македонската јавност го забораваат, едноставно сконцентрирани се максимално на почетокот на ова светско првенство, максимално се сконцентрирани на преварот со Чили на ова сефте. Вчера присуствувавме и на нивниот тренинг кој што го обавија на едно многу високо ниво. И убеден сум дека денес Македонија ќе оди на победа, односно дека ќе победи. Одите ли на тоа што повеќе разлика да се направи со тоа што во иднина можеби ќе се случи некој од репрезентациите да имаат изброј бодови да одлучува околу разликата, или битно е да направиме сефте со победа сам? Добро, битно е денеска да се победи. Нормално дека битно е да играат сите 16 играчи што ќе бидат вклучени во овој стартен почеток на Мундијалот. Значи, разликата во оваа активно надпревари не е битна, мислам до тоа мера дали ќе биде 8 или 20 разлика, се надеваме дека ќе биде лесна победа. Значи, битно е да сите го осетат паркетот, сите осетат таа атмосфера, сите 16 играчи, доколку биде све како што треба, а се надеваме дека ќе биде, и да на некој начин своите карти, својата игра, што имаме и во напад, и во одбрана, и во полуконтра, и контра, ги оставиме малце зацкриена за следните надпревари кои што се многу побитни за нас
и кој што има сериозни репрезентации со кои ќе имаме лавовска битка. Значи, денешниот натпревар ни е една, да кажеме, една продолжена припремна утакмица со што ги имавме во припремниот период, оние три, ова би ја сврстил во некоја четврта пријателска натпревар. Соки, нема да должиме повеќе, сакам да ти се заблагодарам за овој интервју и се надевам дека пред почетокот на секој меч веќе ни помине во традиција да имаме директно известување од лабораторијата на македонската репрезентација за тоа што може да се очекува од секој наш противник и за тоа на кое ниво